Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, вистина задоволство ми е денес по овој убав повод и морам да кажам дека сум импресиониран од идеите, од креативноста и од проектот. Мојата задача денес е малку да го објаснам контекстот зошто мислиме дека ова е добра иницијатива. Како што сите знаеме, конечната спогодба или поколоквијално Преспанскиот договор беше нашироко поздравен и препознаен од меѓународната заедница, од целиот демократски свет, дека и тоа што се чини невозможно, прашање што се чинеше нерешливо речиси 3 децении, да се надмине. Би одзело многу време, ако ги цитирам сите изјави на високи државници, на држави и организации дадени во однос на договорот. Ке спомнам само 2 или 3. Европската комисија на денот на неговото подпишување објави: Скопје и Атина не прават нас европејците горди на способноста преку дипломатија и диалог да се најде win-win решение за прашањето со името кое се развлекуваше со децении. Ова е инспирација за сите нас. Столтенберг, генералниот секретар на НАТО, вели овој историски договор е сведоштво на многу години трпелива дипломатија, како и на посветеноста на двајцата лидери да решат прашање што влијаеше на регионот предолго време. Едмонд ја спомна Минхенската безбедносна конференција како еден традиционален, исклучително важен годишен настан во Германија, каде што се разговара за безбедносните прашања, предизвиците на Европа и на светот. Токму на Минхенската конференција, МНР на Германија, кога им врачуваше награда на тогаш премиерите Заев и Ципрас, рече: оваа година добрата вест во светот ми доаѓа од Балканот. Додека генералниот секретар на Обединетите нации, Гутереш, рече нема многу добри вести оваа година од светот, меѓутоа го истакна токму Преспанскиот договор како еден голем дипломатски успех. Со договорот се премостија 3 децениските разлики меѓу двата соседи, со искажување јасна волја за затврстување на меѓусоседната доверба, градење пријателство, но и како главен двигател во процесот на развивање на стратешко партнерство и сојузништво во рамките на НАТО алијансата и на Европската унија. Се реши разликите околу името и опсегот на неговата употреба. Решена е употребата на кодовите на нашата држава и покрај храброста и визионерството од двете страни, компромисот беше овозможен и со потврдување на клучните идентитетски одредници, вклучително на нашиот македонски јазик, како што медијаторот Нимиц неодамна наведе во своје сведоштво и анализа на спорот. Прифаќањето да се додаде географската одредница придавка Северна кон името Македонија беше единствено можно покрај глобалното прифаќање на идентитетот на народот, дека тие се македонци кои говорат македонски јазик. Грција исто така се обврза да не приговара на нашите барања за членство и во други меѓународни, мултилатерални и регионални организации и институции во кои и таа членува. Преспанскиот договор овозможи наше членство во НАТО, како и напредок во интеграцијата во Европската унија, која резултира со политичка одлука за започнување преговори со Унијата од 25-ти, потврдена на 26 март годинава, и сега очекување на освојување на преговарачката рамка, чиј предлог неодамна го усвои Европската комисија и го достави до земјите членки, и формално започнување на преговорите на меѓувладината конференција до крајот на оваа година. Севкупните односи по конечната спогодба бележат подем во многу области каде се реализира меѓусоседната соработка и која по сложената криза со пандемијата ќе зачести комуникацијата и меѓу бизнисите во областа на туризмот, во областа на трговијата, енергетскиот сектор, невладениот сектор и самите граѓани. Имавме една прва заеднички организирана видео
конференција во Солунскиот формат во месец мај. Од тука и намерите новата влада да донесе формална одлука за основање на Преспа форумот за диалог, кој би представувал своевиден меѓународен форум за диалог, соработка и решавање на меѓународни спорови, кој низ призмата на историскиот успех на Преспанскиот договор би послужил како инспирација за идните генерации при надминување на разликите и отворените прашања. Ние на Балканот имаме многу спорови. Уште во Карнеги извештајот во воведот по Балканските војни, еден Нобеловец вели нема друг излез, нема друг пат, ниту за малите, ниту за големите држави, освен патот на помирувањето и обединувањето.